Поставени неколку базени во село Софилари Штипско со цел да се црпи вода и да се действува во насока на гасење на пожарот на Серта. Се интервенира од копно и од воздух. Вклучени се повеќе институција и испратени СИЕР трактори. Во близина на Радовиш од утринава се испратени и 4 хеликоптери. Стојан Чангелов посочи дека помош има и од останатите држави и се действува на гасење на сите пожари на територија на државата. 4 хеликоптери полетаа кон планината Серта и во тоа во областа на општина Радовиш, кај селото Колајево. Таму упативме 2 големи армиски хеликоптери, еден полициски хеликоптер, како и еден црногорски хеликоптер. Предмалку на аеродромот слета и 2 авиони од Романија, слета еден противпожарен голем авион Спартан, кој што носи, односно фрла водни бомби од 5 тона, а како негова логистика слета и еден Херкул. Дека ситуацијата е алармантна посочи градоначалникот на општина Штип. Вели дека сите надлежни институции се на терен и се реагира со цел пожарите да не се префрлат кон населените места. Состојбата е алармантна, морам да истакнам дека без делување од воздух нема да се овозможи ставање под контрола на самите пожари. Се надевам дека во текот на денешниот ден според најавите дека ќе се воздушно делува и дека ќе се локализираат двете позиции кои што веќе неколку денови ја уништуваат планината Серта и практично ќе се целосно изгаснат овие две позиции. Инаку екипите на територијалната противпожарна единица, вклучувајќи ги и другите институции, представници од Арама и Македонски шуми, се на терен за да спречат дополнително ширење кон населените места и колку толку локализирање и контролирање на пожарот, но како што напоменав, се надевам дека денес воздушно ќе се делува и ќе се успее да се стави под контрола самите две позиции кои што се опфатени со пожар во насока на ова. Во меѓувреме координативни состаноци се одржуваат постојано со цел да се реагира навремено и да се стават под контрола пожарите. Директорот на ЦУК уверува дека нема опасност за населените места. Во овој момент нема опасност по ниту едно населено место. Целата состојба е под контрола. Пожарите горат и најверојатно ќе горат, но даваме се од себе. Во гаснењето на пожарите се вклучени 3 ТР трактори, 2 армиски хеликоптери и 1 полициски хеликоптер. Помош пристигна од Словенија, Хрватска, Црна Гора, Србија и Романија. На терен се пожарникарите, 100 припадници на армијата и 30 припадници на полицијата.